Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата Мој став на фреквенцијата на М телевизија. Мој денешен соговорник и гостин е господинот Зоран Јовановски, политички аналитичар, со кого ќе поразговараме за една важна тема која што можеби не допира сите. Руско-украинската војна или како што милуваат да ја наречат руската инвазија врз Украина. Господине Јовановски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Мој став на М телевизија. Како сте? Благодарам. Се чувствувам одлично во вашето студио, навистина пријатна атмосфера и вие сте пријатна личност. Поставувате едноставни прашања, говорите јасно, имам видено дел од вашите емисии. Ви посакувам среќна и успешна работа. Ви благодарам. Многу ми е драго што ја договоривме токму оваа тема, за која што тема не сме проговориле досега во концептот на Мој став емисиите. Меѓутоа, еве, токму со вас немаше поверодостоен човек кој што ја следи од самиот почеток војната помеѓу Русија и Украина. Што ве натера токму да се занимавате со ова прашање и од самиот почеток па се досега бурно да следите што се случува таму? Словенофилијата, панславизмот, а со тоа и русофилијата. Знаете, Русија е православна земја, говори словенски јазик, пишува кирилица и едноставно целата оваа проблематика која што изби на светската геополитичка сцена едноставно ме принуди мене да ја следам самата војна, затоа што војуваат практично два братски народи, два словенски народи, кои што едните војуваат за себе, за одржување на своите геополитички позиции, додека другиве украинците војуваат пред се за геополитичкиот интерес на политичкиот запад. Во одговорот на прашањето, во последната реченица навлеговме малку и на она кое што ќе биде моје следно прашање, а тоа се, ајде од самиот почеток, причините за тоа што се случува таму. Тоа е веќе опсежна тема и благодарам што ќе поразговараме на таа тема. Инаку, за вашите гледачи да кажам дека јас веќе 9 емисии направив на оваа тема на нашиот YouTube и Rutube канал кој што се вика Слободен свет. Под наслов емисиите се викаат Геодискурс, значи вашите гледачи може да напишат со кирилица Геодискурс, а исто така направив до сега и две предавања под наслов предавање во врска со руско-украинската проблематика, исто така се на истиот тој YouTube канал. И причините за руско-украинската војна, тоа практично е прашање за докторска дезертација и се надевам дека успешно ќе го направам тоа вечерва во вашата емисија, иако тоа го правев и досега на нашиот медиум. За жал, ова прашање воопшто не беше присутно во нашите мејнстрим медиуми. Има и причина зашто, затоа што ние сме овде дефинитивно под шеширот на западната пропаганда. Па, под причините за руско-украинската војна, јас би почнал од самиот почеток, значи затоа што и руската историографија, и украинската историографија, и белоруската историографија за почеток на својата државност ја сметаат Киевска Русија. Тоа е држава од втора половина на 9 век. Значи тогаш не постоеа три различни народи. Значи тогаш постоеше само еден демоним, етноним, хороним, политоним, како сакате наречете го, тоа беше демонимот, етнонимот Рус. Значи не постоеа ниту белоруси, ниту украинци, ниту руси. И сето тоа така функционираше како еден народ за целото време на постоење на Киевска Русија. Значи тоа се скоро 5 века. Значи од втора половина на 9 век па се до тамо негде 13 век, кога оваа држава, Киевска Русија, која што се наоѓа на територијата на денешна Украина, Белорусија и
најзападните делови на Русија. Значи, ова е пред се во европскиот дел на денешна Русија, значи пред се опфаќа делови од Украина, Белорусија и Русија. И ова држава Киевска Русија значи функционира како држава на словенски народ, на народ кој што говори јазик многу сличен со нашиот јазик, на народ кој што е со нас културолошки идентичен, затоа што пишуваме и на исти јазик, имаме и иста вера, пишуваме и на иста азбука, како што е кирилицата, имаме и иста вера. И значи тогаш овие беа еден народ. И русите, и украинците, и белорусите беа еден народ и се нарекуваа руси. Со еден едноставен демоним, етноним, хороним, политоним, како и да го кажеме, се тоа беше тогаш Рус. Иначе државата се викаше Киевска Рус. На македонски Киевска Русија, така ја преведуваме. И така функционираше оваа држава од втора половина на 9 век па се до тамо негде 13 век, кога оваа држава беше разбиена и освоена од монголо-татарските завојувачи кои што продираат од долните делови, значи од југот и југоистокот, и така ја разбиваат оваа држава и се населуваат помеѓу словените и, например, извршуваат собствено влијание врз русите со тоа што самиот словенски народ се мелези со овие монголо-татари и затоа подоцна тамо после 13 век се јавува потреба да се јави демоним етноним Белорус, што значи Белаја Рус, што значи чисти руси, тие што се помалку потпаднале под влијание на монголо-татарските завојувачи. И така настанува демонимот, етнонимот, значи белоруси, чисти руси, а русите остануваат руси, односно тогаш се преименуваат во големо руси, а на тлото на делови од денешна Украина, пред се централна Украина, не вамо каде што се војува, настанува демоним етноним малоруси. Значи, ова е доста битно. Каде настанува првичното раслојување помеѓу овој троедин народ, значи руси, белоруси и украинци, тамо нејде околу 13 век, 14 век, па и 15 век, сега тука нема резка граница, значи тука веќе настанува раслојувањето на големо руси, тоа се денешните руси, на мало руси, тоа се денешните украинци, и на белоруси, или најчистите руси, тоа се денешните белоруси. Јас, например, во рамките на мојот циклус на емисии и предавања што ги наведов на почетокот, убаво објаснувам на карта, на голем позадински екран за гледачите, значи за да направиме содржински подобра емисија и гледачите подобро да разберат, затоа ги упатувам и да напишат на YouTube со кирилица Геодискурс, ќе им искочи самиот YouTube канал и ќе може да ги видат предавањата како објаснувам и на карта. Овдека за жал немаме таква можност, а мојата цел е да што е можно по-добро ја пренесам практично вистината за причините кои што доведоа до војната. Значи, така се случува раслојувањето на големо руси, мало руси и белоруси. Значи, ова се суштински работи, затоа и самото интервју на Путин што го правеше со Такер Карсон се бавеше пред се со историја, затоа што историјата, колку и да сакаш, колку и да не ќеш, ја детерминира сегашноста и влијае на самата сегашност. Според вас, сите овие причини кои што ги наведувате за војната датираат од многу поодамна, не од пред само 2 години кога почна самата инвазија. Тамара, видете, значи, доаѓаме сега до малорусите. Главен проблем зошто Русија е нападна
Украина. Што беше пресудно за да се случи токму овој конфликт, ваков од вакви размери? Пресудно беше волјата на украинците за да се претворат во антирусија, односно да се зачленат во НАТО и да се зачленат во ЕУ, а со тоа да станат дел од политичкиот запад и со тоа да се отцепат од така наречениот руски свет или на руски тоа се нарекува руски мир и да станат сателит на Америка и со тоа да станат антирусија. Затоа Русија не можеше да им го опрости ова, дотолку повеќе што повторно ќе се навртам на малорусите и тогашна мала Русија воопшто не беше територија олку голема колку што е сега денешна Украина. Значи тогашна мала Русија беше негде на околу 50% од денешна Украина. Или тогашна мала Русија беше се што е надвор од ова каде што сега се војува, а се војува на југоистокот, а исто така Русија има претензија не само тамо каде што се војува, значи Донецка административна област, Луганска административна област, Запорошка административна област, Херсонска административна област, тамо сега се војува. Тие се административни области на југоистокот, значи над Азовското море, туку Русија има претензија и на Николаевска административна област, таа е уште на запад, над Црното море, и Русија има амбиција и на Одешка административна област, таа е исто така краен југозапад и исто така е на Црното море. Значи, тогашна мала Русија, воопшто, историска мала Русија, воопшто не беше денешна Украина. Туку, силата значи, како што рековме, разбивањето на Киевска Русија и продорот на монголо-татарските завојувачи ги разбива овие народи на руси, малоруси и големоруси. Подоцна русите фузирани со монголо-татарите, значи тие прават фузија, прават еден народ, со тоа што монголо-татарите и овие сите тие источни племиња кои што надираат практично културолошки се претопуваат со русите и подоцна настанува царска Русија. Сега е проблем зошто практично Русија е напад на Украина, затоа што историска мала Русија не беше самиот југ на Украина, а не беше ниту крајниот запад на Украина, каде што е Галиција, каде што се административните области Лавов, Термопилј, Ивано-Франковск, Закарпатје. И сето тоа се подароци на денешна Украина од страна на царска Русија, од страна на СССР, односно со самото формирање на СССР се формира Украина. Со самото формирање на СССР, значи 1922 година се формира оваа држава Украина. Пред тоа не постоеше држава Украина, пред тоа постоеше царска Русија. Значи, така се формира Украина и самото име Украина значи крај. Значи на крај на рускиот народ. И до 1922 година крајниот запад на Украина, а тоа е Галиција, што ги набројав овие административни области, значи Лавов, Термопилј, Волино, Ивано-Франковск, Закарпатје, тие не беа дел ниту од Киевска Русија, ниту од царска Русија, туку тие беа цело време, значи сите овие векови од втора половина на 9 век, па се до всушност до 1939 година до практично до Втората светска војна, тие си беа држави од разноразни западни унии, како што се Полско-Литванската унија, Харбургските држава, значи Австро-Унгарија, значи тие не беа дел од Украина. Нив
на Украина ги припои војната победа на СССР, југот на Украина, значи сите овие 8 административни области, како што е Харковска административна област, Луганска административна област, Донецка административна област, Запорожка административна област, Херсонска административна област, Николаевска административна област, Одешка административна област, иначе за гледачите да кажеме, сите овие административни области што ги набројав, сите до една се од 5 до 20% поголеми од наша Македонија. Значи, да имате во предвид за колкава територија станува збор. Например, целата денешна Украина е 603.000 квадратни километри, а Македонија е неполно 26.000 квадратни километри. Значи, денешна Украина е цели 23,5 пати поголема од Македонија. Значи, станува збор за огромна територија, која што во 1922 година овие 8 административни области или 8 Македонии, царска Русија ги припои кон Украина затоа што тогаш се формираа социјалистички републики во рамките на Советскиот сојуз и се формираше Социјалистичка република Украина, Советска социјалистичка република Белорусија, Советска социјалистичка република Русија, значи Казахстан, Азербејџан, сите тие што беа дел од СССР и тогаш практично Русија ги припои сите овие 8 административни области кон Украина, односно кон претходната мало Русија, затоа што едноставно географски припаѓаат таму. А нешто што е многу битно да се каже, што е круцијално битно да се каже, е дека самиот овој југ на Украина исто така низ вековите во минатото, а особено во времето на Отоманската империја, тие воопшто не беа словенски територии, туку тие беа туркофони територии, таму каде што се говори туркиски јазик, пред се говорам на југо-западот на државата, каде што се денешните административни области Херсон, Николаев, Одеса, додека во Донбас, а Донбас се Донецка и Луганска административна област, Запорожје и Крим, тоа тука беа хазарите, односно и тие беа практично туркофони евреи. Значи низ сите векови во минатото, самиот југ на Украина не беше словенски. И силата на царска Русија, почнувајќи негде од 1700 година, па завршувајќи негде 1850 година, значи околу 150 години царска Русија ги освојуваше овие територии од турците, од туркофоните, од туркиските народи, значи како што сме ние словенофони, така има и туркофонска група на народи, и царска Русија ги освојуваше овие територии од турците за да направи една територијална целина, за да Црното море биде природна граница помеѓу туркофоните и словенофоните. И успеа Русија, значи силата на царска Русија, преку мноштвото руско-турски војни, како што беше и Кримската војна, која што ни се повторува и сега, затоа што тогаш во Кримската војна, која што беше негде пред 200 години, се вклучија и Британија и Франција на страна на турците и тогаш Русија загуби, меѓутоа неколку години подоцна Русија повторно нападна и го освои Крим. И така, значи Русија 1922 година така мачно, значи од 1700 година па до 1850 година во времето на тоа го финишираше во времето на Екатерина Велика, таа е руска царица од германско потекло, мажена во руското кралско семејство и значи кога ќе се смешаат Словени и Германи настанува бенефит, настанува ефект и тогаш највеќе се проширува Русија на запад, се проширува во овој дел каде што сега се војува и тогаш тие го нарекуваат овој дел Новорусија,
Значи сите овие 8 Македонии што ги набројав од Харков па до Одеса. И значи тоа Русија го освои од турците, од туркофоните, од Отоманската империја, значи од сите тие тогашни вазалски држави на Отоманската империја. Сега ова е долго и широко, не можеме да го објаснуваме во детали, пошто бара денови и денови објаснување. И Русија ова го освоила од турците, од туркофоните, од Отоманската империја и го нарекува новорусиска губернија во рамките на царска Русија. И во 1922 година, кога се формира СССР, се формираат советски републики во рамките на СССР, значи словенофили, панслависти решаваат сепак ова Украина ќе си биде посебна република, исто како во СФРЈ што се создадоа 6 републики. И тогаш ја припоја целата Новорусија кон Мало Русија, значи кон горниот дел од Украина. И така Украина се зголеми. Подоцна се случи Втората светска војна, Русија беше победник, затоа што беше победник, ја припои и Галиција од 1939 до 1945 година за време на Втората светска војна, ја припои и Галиција кон Украина. А во 1954 година, значи веќе позвоено по Втора светска војна, Хрушчов како председател на СССР, така со декрет го поклони и Крим на Украина. И значи Украина е една Франкенштајн творевина составувана од сите страни, значи и од југот Крим и Новорусија. Значи Крим, самиот Крим е 28.000 квадратни километри, а Македонија е 25, нешто. Значи самиот Крим е поголем од Македонија, полуостровот Крим. Сите овие 8 административни области во Украина, во Новорусија што ги набројав, што се припоија во Украина, значи што ги набројав Харковска административна област, Луганска административна област, Донецка административна област, Херсонска административна област, Запорожка административна област, Днепропетровска административна област, Николаевска административна област, Одешка административна област. Значи сите овие ги припоија, тоа беше 1922 година. Галиција, овие 5 административни области, тие се малце помали од наша Македонија, значи тоа се огромни територии. И сето тоа го смеша и го споја во една држава и наметнаа еден демон и метнун им украинец. И самите руси, па дури и руси што живеат во Македонија, а потекнуваат од овие делови Запорожје што ги набројував од Русија, тие некогаш во Македонија се нарекуваа украинци, сега се нарекуваат руси. Значи самите руси кои што живееа на целиот југ на Украина, значи на самото крајбрежје на Азовското и на Црното море, а во висина југ-север колку што е од Охрид до Куманово, значи колку е една наша Македонија, самите тие така некако си се нарекуваа украинци, затоа што украинците, русите и белорусите се братски народи. СССР нема шанса да се распадне како држава и нема потреба сега ние да се пидлачиме до каде ќе биде Руската Советска социјалистичка република, до каде ќе биде Украинската Советска социјалистичка република, до каде ќе биде Белоруската Советска социјалистичка република, туку границите се само формалност, а се е тоа една држава која што се вика Советски сојуз и која што нема шанси да се распадне, а тоа е нешто слично и на нашиве простори на поранешна Југославија. Например, границите на републиките во СФРЈ се авнојски граници, се удирани во времето на Авној, и тогаш, иако србите, еве барем по пописот од 1991 година, броја околу 2 милиона срби во Босна и Херцеговина и во Хрватска, србите во времето на Аслом, во времето на Авној велеа срамота е ние сега како јужни Словени, како словенофили, како југословени да се пидлачиме до каде ќе биде Босна и Херцеговина, до каде ќе биде Хрватска, до каде ќе биде Србија. Се е тоа една држава Југославија,
а републичките граници се само формални и административни граници. Ете, нека бидат такви како што бидат. Босна и Херцеговина испадна огромна држава со преку 32-3% етнички срби, барем по последниот попис од 1991 година. Хрватска беше со 19% етнички срби по последниот попис на крајот на растурањето на Југославија. Така да, како што рекоа србите во 1991 година, значи бошњаци и хрвати решивте да се делите од нас. Тогаш ќе правиме ревизија на авнојските граници и затоа Русија удари и на Србија удари и на Босна и Херцеговина и на Хрватска за да ги ревидира на авнојските граници, така и Русија, сега Путинова Русија удари на Украина за да ги ревидира границите, односно сето она што им го поклони на некогашните малоруси, кои што територијално беа на само 50% од територијата на денешна Украина, и Русија им рече: сакате со Запад, сакате со Америка, сакате со англосаксонците, сакате со тие што сакаат да не растурат нас, епа, најпрво ќе ги вратите сите поклони што ви ги дадовме. Значи, најпрво поклонот подарен во 1954 година, тоа е Крим. Ќе видиме и како, значи тоа 2014 година Русија им го зема. Значи, пак ќе кажем, ова е обемна тема, јас ми јако упатен на оваа тема. Пред да го затвориме поглавието за причините, дел од украинците велат еве за Радио Слободна Европа дека војната трае веќе 9 години, меѓутоа во минатите 8 години тоа не влијаеше во животите на сите луѓе, клучни беа оние од 2022 па до сега, односно кога се смета дека започнат самиот конфликт. Моето прашање е дали мислите дека можеше на друг начин да се реши ова, освен со воен конфликт, ваков каков што е, во кој што гинат навистина и невини луѓе? Па најпрво ќе кажем дека вистина е тоа дека војната всушност почна во 2014 година и војната почна најпрво Русија без некои поголеми трзавици го освои Крим во 2014 година, а потоа самите руси во историската област која што се нарекува Донбас, а тоа се две административни области, тоа се Донецка и Луганска административна област. Двете административни области се со големина на наша Македонија и има и еден мал дел во самата Руска Федерација, онаа Руска Федерација што беше до 2014 година, значи тамо во Јужниот федерален округ, кој што и тој се нарекува Донбас. Иначе Донбас, да кажеме за гледачите, значи Донецки басен на јаглени челик. Значи тоа е исклучително богат регион со природни ресурси и е убедливо најнаселениот регион во Русија и убедливо економски најпросперитетниот регион во Русија. Сега, откако тргнавме со целиот овој шлагворд што го дадов за случувањата од Киевска Русија, Царска Русија, СССР, спојувањето на Новорусија, спојувањето на Галиција, спојувањето на Крим, 1991 година разбивањето на СССР, тогаш Русија им кажа на украинците и на белорусите, и на казахстанците, и на азербејџанците, и на сите пралични советски републики: слободни сте, може да бидете независни. Русија, за разлика од Србија, она што го направи Србија во Босна и Херцеговина и во Хрватска во 90-тите, тогаш Русија не го направи. Меѓутоа, тогаш украинците, кога се одвоија од Русија во 1991 година, и белорусите, велеа: ние сме си сега независна држава, ама пак остануваме во рамките на рускиот свет, или на руски, тоа се вика руски мир, и пак си остануваме во рамките на геополитичкиот интерес на Русија. Не сме со НАТО, не сме со ЕУ. И го има оној наратив: Западот е империалистички, капиталистички, е зол и така натака, лоши вредности, ние си држиме источни вредности. И Русија не само што
им дозволи да бидат независна држава, туку и ги помагаше, и им даваше газ под повластени околности. Исто така Русија градеше гасоводи и преку Украина и тие старите советски гасоводи што беа кои што водеа према Западна Европа. Рускиот геополитички интерес значи е да продава газ на Западна Европа. И Русија не им правеше проблем на украинците. Меѓутоа, украинците, како што одминуваа годините од 91 година навака, се повеќе и повеќе некако имаа желба да се припојат кон политичкиот Запад. И првиот, иначе од 91 до 2004 година, до Портоколовата револуција, украинците си беа братски народи со Русија и си беа проруски. И кога се случи 2004 година Портоколовата револуција, тогаш веќе Украина почна така малце поосетно да говори за желба за припојување кон политичкиот Запад, односно кон НАТО и кон НЕУ. Меѓутоа, Портоколовата револуција беше пред се социјална револуција, значи револуција на сиромаштијата, на лошиот животен стандард во Украина. Еве, например, како илустрација ќе дадам за вашите гледачи, до пред почетокот на војнава во Украина. Просечна пензија во Украина беше 2000 гривни, а тоа се 51-2 евра. Значи, Украина е многу посиромашна држава од нас, од Македонија. И затоа тие немаше да можат да ја војуваат оваа војна со Русија, која нема целата оваа финансиска војна помош од политичкиот Запад. Значи, дојдовме до 2004 година и Портоколовата револуција, и Украина тугаш завлезе во една 10 годишна фаза од 2004 година до 2014 година до случувањето на Мајдан. Веќе Мајданската револуција или револуција на гордоста, ми се чини дека официјално ја нарекува, веќе тоа беше нешто многу поосетно националистички украински, значи бандеровски, шухевистички, значи тие се Бандера и Роман Шухевич се колаборационисти на Хитлер од времето на Втората светска војна, значи украински националисти кои што се борат на страната на нацистите за да ја отцепат Украина и да биде Украина фашистичка држава и дел од тогашниот фашистички концепт на Хитлер. И после тој 10 годишен период од Портоколовата револуција до Мајдан, се случува Мајдан, тогаш е насилно симнат од власт со пуч Јануковиќ, легитимниот председател на Украина, кој што иначе беше доста корумпиран, кој што беше проруски настроен, и од тогаш веќе украинските националисти, значи оние што сакаат да се одвојат од Русија, веќе ја зимаат работата во своји раце и работат на агентата да ја одвојат Украина од рускиот свет или од рускиот мир и да ја припојат кон политичкиот Запад. И тогаш веќе Русија почна да се буни и тогаш веќе русите во Украина, кои што според последниот попис во Украина се евидентирани како 8,3 милиони луѓе. Значи 8 милиони и 300 илјади руси изброја последниот официјален попис во Украина, а последниот официјален попис во Украина се случи дури тамо негде во 2001-2002 година, исто како во Македонија, и тие не можеа да направат попис од истите внатре етнички проблеми кој е русин, кој е украинец, и сето тоа го туркаа под тепих, не правеа намерно попис. Меѓутоа, последниот попис вели 8,3 милиони руси. И сега овие 8,3 милиони руси ти викаат, не иќеме ние со НАТО, не иќеме ние со ЕУ, ние сакаме Украина да си остане дел во рамките на рускиот свет, во рамките на рускиот мир. А покрај овие 8,3 милиони декларирани етнички руси, има уште најмалку толку, значи уште најмалку 8 милиони во сите овие региони
на целиот југ на Украина, значи ова што ги набројав тие од 8 административни области од Новоросијска губернија, значи од Харков па до Одеса плюс Крим, значи тука живее негде од прилика околу 20 милиони, скоро пола Украина, кои што се, ова е многу клучно, рускојазични граѓани, значи граѓани на кои што мајчин јазик им е рускиот јазик. Иначе разлика помеѓу рускиот јазик и украинскиот јазик има, и тоа разликата помеѓу рускиот јазик и украинскиот јазик е нешто слично како што е разликата помеѓу српскиот и бугарскиот јазик. Значи до степен на неразбирање. Значи едно дете од Москва и едно дете, да кажеме, од административни области како што се Житомир, Виница, тие се негде на пола пат помеѓу Киев и Полска, значи помеѓу Киев и Галиција. Едно дете од 10 години од Москва и од Житомир или од Виница нема да може да се разберат. Значи, за мене не е спорно дека украинска нација постои, затоа што украинската нација има собствен јазик, а тој јазик е оној јазик кој што се говори на територијата се што е надвор од овие 8 рускојазични административни области од Харков до Одеса, кои што беа составен дел од Новоросијска губернија, или Крим. Например, Крим е класично рускојазична територија во Украина и преку 92-3% од граѓаните на Крим се декларираа како етнички руси. И сега Украина собра некакво мнозинство, ја собори власта 2014 година во Украина и почна да говори наратив ЕУ-НАТО и слушаат русите од Крим, слушаат русите од Новоросијска губернија, ти викаат ние не сме за тоа. И уште тогаш Путин предупредуваше дека припојување на Украина кон политичкиот запад ќе значи нужна поделба на земјата, која што поделба ја гледаме сега се случува. Значи мора да дојде до раслојување, односно Русија мора да дојде да ги казни украинците за оваа нивна желба да станат дел од политичкиот запад, да станат дел од ЕУ и НАТО, а со тоа да се претворат во антирусија, а со тоа да станат и алатка за понатамошно уништување. Јас пак ќе ве прашам, мораше ли да дојде до воен конфликт? Мораш, затоа што немаше разбирачка од самите украински националисти кои што упорно работеа во насока да се Украина припои кон политичкиот запад и да се сузбие руското национално, многу убаво прашање поставивте. Значи да се сузбие руското национално малцинство во Украина и рускиот ентитет, затоа што Украина, постмајдановска Украина од 2014 година, значи прво што направи, го укина рускиот јазик како втор официјален јазик во Украина. Рускиот јазик беше втор официјален јазик во Украина уште од времето на СССР. Значи уште од времето на Мало Русија и претходно. Тоа си беше тука официјален јазик. И сега од 2014 година украинците им го забранија рускиот мајчин јазик и во сите овие рускојазични административни области во училиштата децата не смееја да учат во основна школа и во средна школа на руски јазик, туку мораше да учат на украински јазик. Значи тоа беше тој процес на коренизација во Украина или процес на украинизација, значи да ги преправат рускојазичните украинци или русите во Украина да ги преправат во Украина. А, например, политичкиот запад, Европа, НАТО, нели се залагаат за малцински права, нели тие не натераа нас да го прогласиме албанскиот јазик за втор официјален јазик во државава. Еве да речеме, ја лично и немам нешто против тоа. Меѓутоа, требаше да си остане рускиот јазик како втор официјален јазик и во Украина, а постмајдановска Украина, значи Украина после 2014 година,
го укина рускиот јазик, од уставот го избриша да рускиот јазик не биде втор официјален јазик, им забрани на руските деца да говорат на руски јазик со учителката во основна школа, во средна школа, факултетите, се тоа го преиначија да биде на украински јазик. Например, во сите овие рускојазични административни области ги набројував, нарочито во Донбас, Донецка, Луганска област, на јавни настани, како што се фудбалски надпревари, како што се супермаркети, значи на фудбалски надпревари, на концерти, не смееш да говориш на руски јазик, ќе те казнат затоа што рускиот јазик е укинат, мора да говориш на украински јазик. И русите се чувствуваа како загрозена врста, како асимилирани, како исто македонците во Пиринска Македонија што се асимилирани од бугарите, успешно асимилирани, како македонците во Егејска Македонија што се во добра мера успешно асимилирани од грците. И така украинците, постмајдановска Украина, тргна да ги асимилира русите, укинувајќи им го јазикот, инкриминирајќи ја употребата на рускиот јазик во јавна употреба. Значи во супермаркет не смее да пишува на руски производите, цените или било што на сали, концертни сали, на универзитети, на школи, се мора да пишува на украински јазик. Значи русите тука се побунија и така ја направија таа партија на регионите, која што се залагаше за регионализација и федерализација на Украина. И после Мајдан, русите, како што украинците, се бореа за нивната националистичка агенда, значи припојување кон политичкиот запад, така и русите измислија една револуција, значи оваа Мајдановава револуција, како што беше обоена револуција, подоцна после Мајдан, кој што се официјално се случи на 23 февруар 2014 година, затоа Путин на истиот ден, 23 февруар 2022 година ја нападна Украина, значи да се одбележи символиката на Мајдан. Така русите после Мајдан русите во Украина направија една револуција која што се викаше Руска весна, или во превод на македонски значи Руска пролет, каде што русите во Украина преку проруските партии, како што е партијата на регионите, Компартијата, подоцната партијата на Анатоли Шари, се бореа, исто како албанците во Македонија, се бореа за своја самобитност и се бореа за Украина да остане во рамките на рускиот мир, да остане проруска, а да не биде проамериканска држава. И така, после самата таа револуција, Руска весна, Руска пролет, која што се случи пролетта 2014 година, веднаш после револуцијата Мајдан, која што се случи есен, зимата на преод 2013-2014 година, така русите се побунија и така дојдоа до тензии помеѓу промајдановци и антимајдановци, значи низ самите градови на југот на Украина доаѓаа до протести помеѓу тие што се за Запад и тие што се за Русија. И така се случи еден клучен крвав настан во Одеса на 2 мај 2014 година, каде што се судрија промајдановците и антимајдановците. Значи во Одеса, кој што е класично проруски, рускојазичен град, и излегоа на плоштадот овие што се за Русија и за Украина, и буквално имаше многу немири, многу инциденти и имаше преку 50 мртви, и тогаш беа русите победени од украинските националисти, беа потиснати,
почнаа русите да се повлекуваат и се повлекуваа во домот на синдикатите во Одеса на 2 мај. Ве прекинам овде пред да продолжиме со вторите подточки од ова наше интервју, ќе говориме нешто повеќе за состојбата, моментална состојба на фронтот, за епилогот од војната, за разрешница, можна разрешница и мислење секако од ваша страна. Со ова предлагам да го затвориме ова поглавје овде за причините за војната, кое што многу убаво го образложивте од ваша страна. Предлагам наредните точки да ги проследиме во наредната седмица, односно во следното издание од Мој став. Почитувани гледачи, овде ќе завршиме со првиот дел од емисијата со господин Зоран Јовановски, а веќе следната недела, следната седмица ќе го проследите и вториот дел, односно продолжение на ова интервју во кој што ќе го продолжиме разговорот онаму каде што застанавме.